Куманово, живо поздрав од ресторан Куманово СПА. Продолжуваме с емисија за Куманово, 134-та поред. У овој прилику на почеток сакаја би посебно да ги поздравам наши гастробајтери кои ми се јавива и дава голему подршку за емисију на ТВ Плюс за Куманово. Ево, например, ќе спомнам некои имиња. Поздрав до сви гледачи од Шеки Тајто од Чешко, Миле од Италију, Драган од Швајцарску и многу други, да не ги кажуи. Јавива се директно и дава подршку за емисију, што на некој начин мене многу ми е драго. А од денешна емисија имамо еднога супер интересантна соговорника, позната Кумановка, а наша и ваша гостинка е Маријана Варџиска. Маријана, здраво живо, како сте? Добро вечер. Јас би сакала да ги поздравам сви кумановци, мое Куманово, моја љубав Куманово, куде сам родена, израснала, школувала се и ден денеска живу у njega. Сега обичајно за наши гледачи ми сви ги прашуваме, а ви вас ќе ви прашамо, куде сте ви ташто родени у Куманово, кој дел на град? Јас сам родена у Куманово, Карши болницу, на улицу Ристовац, број 10, или позната Пиротска мала. Пиротска мала е многу интересантна и прочуена по пуно работе. Туи има исфрлено многу квалитетни људи и у спорт, и у културу, и у забаву, да кажемо. Па и наш градоначалник е од тој малу. На некој начин Пиротска мала има свој специфику. А ти ќе ни кажеш пошто е препознатлива била Пиротска мала у тој време и твое едно видување. Пиротска мала е била, како што кажасте, една од најпознати улице, може да кажа, у цело Куманово, по многу нешта. Прво, по људи кои су живеле тамо, не само што денешен градоначалник е од Пиротску малу, меѓутим, од комшилук, од спротивну улицу, уствари улица која го сече улицу Ристовац, Пиротску малу, ја живеа и поранешен градоначалник Моме. Јовановски. Да, Моме Јовановски. На доктор Кунато муж. Да. Значи препознатлива мала, а мала која била карактеристична по детски игри, вика сте разнале. Нормално тој време се играле пуно игре, деца су биле надвор и имало едно убаво живење. Па тоа е детство преубаво. Нема зборови со кои може да се каже колку ни е било убаво детство. Не само по детски игре, него и по само дружење. У свако доба, свако дете е могало да отиде у туѓу куќу куде другарче, да седи, да се играв тамо. Навечер смо се играле лопов и джандар, преко ден смо играле джилики стап, жмучку, знаци, карактеристична игра знаци. Играле смо некои детски игре, да речемо, играмо на камен лежи ангелка и решето срце има, исто смо играле. Многу игри смо играле, а некад и не смо се играле, него смо седеле на улицу 11. октомври Џаде. Фактички тој Џаде ни е било прозор према свет. Имаше тамо две слубе и се збира смо на тие слубе. Сви деца ќе се соберемо и ќе си кажуемо кој што смо доживеле, кој дома бија каран, кој што јеа, како му било у школу. Ќе разговарамо за комшије. Сви смо се збирале тамо. Гледале смо куде проваѓав автомобили и смо играле едну игру. Ќе се поделиме у две групе, да речеме у две групе, и сега една група ќе брои колку возила прошле од десну страну, а друга група ќе брои колку возила прошле од леву страну. И од коју страну су прошле повише возила, тај група е победник. Интересантно, од тој ваше мало покрај што ги спомнасте актуелно кој градоначалника и поранешнага Момчило Јовановски, туе е израснала една голема спортистка Јасмина Голубовиќ, рукометарка. Дали се сеќате на њума? Како не, и лично сам била и дома куде њума. Она е била еден посебен човек. Ја како била сам помлада од њума, сам се восхитувала на енергiju, na način na koji odi, na način na koji zbori, u pantalone, uvek atraktivna, uvek vesela, nasmejana.
I jedan put da dojde jedna žena od Srbiju, od Nišku banju. Bile s Jasminu negde zajedno učestvovale i došla da go najde da se vidi sa Sjaseta i dojde kude nas, zato što u toj vreme i moja baba bila u Nišku banju. I dojde kude nas da go vodimo kude Jase za da se sretne, da se vidi. I ja beše taj što go odvede kude Jase, tako da oni se izgarljiva, izljubiva, raduvava se što, eve, povtorno se gledav i tako i ja se raduva što sam tu ja među Jaseneli. Da. A interesantno, tu je bilo blisko zboru konkretno za sport i Dom JNA. Tamo su se igrali mnogo sportske aktivnosti. Pa ja nisam tip po sport i još kako dete, od dete, znači nisam sportski tip. Međutim, ja ga pamtu dom na JNA po igranke. Kad počna da bivam ni devojka, ni devojče, krišom ideše i gledaše tamo na jedno dzrče, ke se kače smo sa nekoj devojčinje i će gledamo kude igrav tango, kude sviriv, sećam se, svire sva. Imaš jedan sastav rivali, glečeri. I da smo posle i mi Imaš li porasnamo. narod u Dom JNA, tegarne igranke? Imaše? Kako ne, bilo je sve puno, prepuno. Posle i mi porasnamo, pa i mi počnemo da idemo na igranku. To su bile mnogo ubavi, doživuvanja. Posebno se sećam na jednu pesmu, pošto mene ne me pušta sva od doma, moraš u 7:30 doma da sam. I čim će go zapoje sva pesmu, idi, eno zove te mama, ja moraš odmah da stanu i da si idu doma. Interesantno, i u Dom JNA imalo i kino predstave, kažu jevi. Da. To je bilo isto mnogo za pohvalbu i mnogo značajno za naš razvoj kako deca. Ja svaku nedelju sa mojega pokojnoga brata i prvi naši komšije, Elica Stojmanovska i brat Ivica, svaku nedelju u 10 sat smo išle da gledamo nekoj filmu Dom na JNA. Pamtu, Kameni cvet, posle i malo je naučni filmovi isto tako. Tako da od tija filmovi smo steknali i nekoje, tako da reču, obrazovanje i nekoju opštu kulturu. U Dom JNA je rabota jedan čovjek sa Zbrkovi, Duško. Da, dobro ga pamtu. Da, kažu jev дека je bio mnogo interesantan lik i on. Tomović Duško, on je bio, tu je kao glava. Da, on je bio uvek i danji i noće je bio tamo. Stalno je bio tamo. Pamtu ga mnogo dobro i po jedan loš slučaj koji ne bi ga kažuvala, ne on bio akter u toj, nego desi se nekoja tepačka, što u toj vreme retko se je dešavalo na igranke da ima neko incident i celu situaciju gospodin Duško go smiri. Bio je nekako atraktivan, kurpoletan i ulivaja je doverbu, uvek je bilo sve kako što treba tamo i na igranke i kad smo išle da gledamo gostovale su nekoj ansambli. I malo je, izvini, i malo održavala su se i gitarijade tamo, nadprevari. I malo je puno narod, to je tačno. Da, znači razne aktivnosti imalo, bilo je mnogo bogata i život, da reču, kulturan. Ali malo je, Marijana, u to vreme puno sneg, vi ste bili, kažu, svi nadvor, napravi se Dedo Mraz na sanke. Sneg i malo li je puno? Sneg i malo puno i su ljendari toliko dugački, pošto kućičke toga su bile mali, ne su bile golemi, su ljendari od krov do zemlju i mi deca smo gi kršili ili žale. I cel dan nadvor, duri noge ni se skameni od studeno, pa gi udaramo u kaldrmu da ni se zgreje. Do večer smo bile nadvor, sankale smo se. Išli smo da se sankamo gore na most, kude što je sada benzinska pumpa i od tamo sa sanke se spuštamo nadole. Da, to je u Doljničevo. Da, u Doljničevo i svi ke se poredimo i ke se spuštamo, tako da nijedno dete ne je bilo bolno, nijedno ne je bilo povredeno. Ne je malo virusi, ne je malo virusi, ne je malo ništa. Na neko način koji ste ga pravili imunitet, prirodan put. Da. A ono što isto je mnogo bitno da se kaže, deka da otprilike koliko kući imalo tega u Pirotsku malo, vi kad ste bile kao dete? Pa, eve, ako mi dozvolite, ja će gi na broju tije kuće do Raskrsnicu i nekoj drugi, eve, će kažu nekoliko zbora.
Prva kuća kude počinja ulica Ristovac, a faktički tu je i ulica Hristijan Karpuš, tako da kuća je na ćoš. Ne sam sigurna da li se vodi na Hristijan Karpuš ili Ristovac, ali tu je živea Dimitar Masevski, еве би ga spomnala, slava mu, komšija. Do njima su živele jedno tursko semejstvo, koji pokasno se iselива u Tursku. Do njima je živea jedan dedo Stošo, tako smo ga vikale dedo Stošo. Do dedo Stošu su živele poznato kumanovsko semejstvo Ćupovi. Do Ćupovi je živela jedna žena, prvoborac, sakala bi da go spomnu, pošto nema pokolenje, Mare Pužaljka, žena na Srećko Pužaljka, narodan heroj. Do tetka Mare smo živele mi, poznati kako Varđije, još te pred drugi svetski rat. Do nas su živele jedna familija Stojmanovski, Ivica, Jelica i Slavica, dve sestri i jedan brat. Do njima je živea tega poznat Kiro Poštar i do njima je živea jedan dedo Milan, koga su ga vikale Durmiš na prezime. Сега туја веќе, туј улицу го сече улица 1. мај, што и с нима смо биле блиски. Највише с фамилију Стошевски, на коју, еве, сега сам дознала, припадате и ви. Од тија корени, мислам. Спротив вас je живеа Чичо Бошко и негови две ќерке Светлана и Благица, Цеце. Tu je u toj delu od ulicu 1. maj, s njima smo komunicirale. Od drugu stranu na 1. maj živele su semejstvo Trifunovski, familija, Kiro Preduzimač vikan, koji je bio nerazdvojan drugar s mojega dedu Trajka Varđiju i moj dedo je počinaje na ruke na Kiru Preduzimača. Toliko su bile drugari i su živele u toj vreme, znači, taj prisnost, taj ljubav, to je drugarstvo bile neprikosnoveni, poštovanje posebno. Znači, Kiro Preduzimač, čiji unuk je bio poznat naš lekar, koga bi sakala da ga spomnu, Borislav Trifunovski, vikan Bato, čiv sin, Saško ili Aleksandar Trifunovski, je poznat urolog i sada работи u državnu bolnicu u Skopje. Sprotiv njima su živele jedan dedo Davčo s njegovu ćerku Lozu i sina Blageta, koji, evo, za žal moram da kažu, u toj vreme, kako dete što sam slušala, je bio poznat po toj što nema nijedan dan rabotan staž. A podole od njima bila je pivara, živea je Gute, Čičo Gute, i ponatamo gradonačelnik Momčilo Jovanovski i njegova žena Natalija, poznat doktor, internista u Kumanovo. A od gornju stranu je živela i moja profesorka Rače i Straše? Da, oni su živele pogore, na ulicu mislu deka je Sava Kovačević. Tako je. Oni su živele, znači, paralelno s 1. maj, pogore, znači, već od 1. maj nagore počinja Piroćanci, do dom Jana gore. Jedino semejstvo na naš aktuelan gradonačelnik Maksim Dimitrijevski su bile Makedonci, a drugi su bile braća Ćirići, poznati Piroćanci, što moram da kažu i takoj sam slušala od moju babu, od stari, od razgovori, deka su bile izvanredni domaćini, što ne negiram deka i svi drugi su bile mnogo domaćini, uspešni ljudi, trudoljubivi, od njima imalo i majstori, eve karši nas familija Radić.
Чичо Бранко, кој бија врван вариоц, мајстор. Значи, мало од сви профили, ама вредни домаќини људи. И сега да заокружимо тој сегмент, кажамо дека на тој улицу подоле од страшите јас се седела со Бајза, Звонка и Љубишо. До нима одма. До нима. И овамо седеја Кипе у Искру, што е бија директор Благоје Цветковски Кипе. Да. Они со туе живеале. Така да, тоа е тој дел за Пиротско мало. Да. Али мене ме интересира, сега имате едно необично презиме Врџиски. Па видите, наши корени, презиме од мои прадедовци, нели, е Гелевски. Меѓутим, мој чичо, полубрат на татка ми, брат по татка, не по мајку, je bija diplomatsko lice posle Drugi svetski rat i stalno dobivaju nekoj pisma, nekoj pokane i nikoj ne ga znaje kako Gelevski, stalno zalutuvale tije dokumenti i svi ga znali kako Varđija, a isto i u rat dok bije u Drugi svetski rat. I jedan dan došja doma i reknaje, od danaska ne smo više Gelevski, ke bidemo Varđijski, pošto svi ne znaje samo kako Varđije, a nikoj ne znaje kako Gelevski. I tega, moj tatko i on smenив ga prezime od Gelevski u Vrđiski. Evo, ovo je od tvoj ću da pokažem. Da. Evo. To je kad je bio ambasador u Francusku, negde 60. godine na prošli vek. Да бидеш од тоа време амбасадор е голема работа било. Да. Па, можу да кажу и еве да спомну само, нема да се задржавам на тој проблем. Он je bio ambasador i u Koreju u vreme kad ga najgolem prečak na Titu beše i najveličanstven, on beše ambasador u Koreju. Да. Еве, нормално мора да ги спомнеме и твои родители, твоја мајка и твој татко, еден убав брачен пар. Како се викаа татко, како се викала мајка? Мој татко се викаја Раде, Раде Врđija познат. Bio je poznat u Kumanovo како, да речу, и сега некој што ga памтив ga спомињав. На пазар кад иду или овој сретнеме некоја жена и ми вика, kad je tatko ti dovađaje u fabriku šavne cevi, svi žene na prozor smo bile, pošto je bija mnogo ubav čovek. Bio je boemski nastrojen, sakaja je kafanu. On je bio u šavne cevi direktor. Da, pa bio je jedan od nekoj šefovi direktori, u montažu je rabotaja. Pošto ga spomnamo tatka, da kažemo nekako zbori za vašu majku. Da. Majka bi što je rabotala? Majka mi не е родена Кумановка, док татко ми е роден Кумановаc, роден je isto u toj kući u kojoj sam i ja rodena. Majka mi je rodena u Kriva Palanka, rodena Ljupka Veleva. U centar na Krivu Palanku, odmah Karši Partizangi je bila kuća preko reku, izgradena u star makedonski stil. Bile su 3 sestre i 1 brat. Međutim, u predvečerje na Drugi svetski rat, tatkovu je držaja kantinu u kasarnu za vreme na kraljstvo na Srbi, Hrvati i Slovenci i njega ga ubijev i oni ostanev 3 sestri i 1 brat siraci. Majka gi odma se preodade i očuh što je bija, ne gi je sakaja ženski deca, samo ga prifatija toj muško koje je bilo 40 dana, a ovija 3 sestre ne gi sakaja i majka bu bila prinudena da gi dade u dom za siraci. I jedan večer gi spremi i gi odvede u Skopje, prespijev tamo negde i gi ostavi u dom za siraci. Dom se vikaja za vreme na srpsko ne znam, a za vreme na bugarsko se vikaja Marija Luiza, detski dom, što je сега 11. oktobri, neli. Tamo gi ostavi, a majka mi kako najmala, njuma go odeliv, trebala da ide u drug dom kude su pomali deca. Međutim, ona toliko mnogo plače i od toliko jak stres preživi, ona se umokri cela i vaspitačke što bile tamo, personal, toliko gi fatilo žal i njuma go ostavile u taj dom kude sestre što su.
Њојан тамо живот е бија, да кажу, многу тужан, без родители, сами, а иначе од персонал у дом и од организација у дом што биле су задоволни од начин на живот у тај дом. Мајка ми била многу напредна, многу сакала да чита, качувала се на столицу да рецитира и поради тој го назначиле да биде одговорна на библиотеку толку мала. И забележиле га њојан таленат и била уклучена у сви детски емисија на Радио Скопје. Стално рецитирала, учествувала у некои мали детски пиесе. Кад дојде време да се запише у средњу школу, они од дом водиле много ред така за деца, од дом го запишев њума у некоju школу што се викала Трговачка академија. А сеструву го пратив од дом у Битола у дом и го запишев у средњо техничко училиште. А најстарата сестра у учителску школу у Скопје. Меѓутим, наш доајен и познавач на македонски јазик Круме Кепевски и Сашо Масин, Илија Джувалековски, познати, отидев у школу на Трговачку академију и го извадив од тамо и го кажев: ти не си за тамо, ми ќе те водиме у другу школу да те запишемо, и го одведев у државно средњо театарско школо у Скопје. Тоа е све после рат, све е биднало после рат. Мајка ми е прва генерација, да речу, што су посетувале театарску школу, средњу театарску школу, заедно с Љупку Џундеву, с Милицу Стојанову, с кои биле и од исти град, а исто биле и имале некоju родбинску врску. Чедо Камџијаш, Ацо Јовановски су биле исто у тај клас, Дарко Дамевски, да не га забраву. Тако и да они су прва генерација, да речу, на некој начин школовани глумци, артисти у нашу државу. Еве тоа што га збориме, еве го оваа слика, да кажем, што вика Кумановци уникат. Ти ќе ни кажеш кои се вдека на слику? На оваа слика су прво од десну страну е Милица Стојанова, до њума е Љупка Џундева, до Љупку Џундево е моја мајка тага Љупка Велева, и другите некои не ги знам, затоа што мајка ми е кажувала одамна, некои од нима су починати, а некои су иселени у Австралију. Ова од кој година е отприлike оваа слика? Па тај слика е негде, мислу дека е 48-му, 47-му, да. Сега те прашам, твои родители кажувале се нешто за други светски рат како е било? Сви кажувале дека е било голема сиромаштија, не е имало. Највише што сам чула сам од бабу ми, пошто она е била, како да кажу, еден вид врска на чичо ми, она га е исчувала од многу мал, пошто му умрела мајка и баба ми се преодала, njega ga zatekla i ona imala sina u Preševo, ostanala udovica i za dedu mi se odala, a tatko mi je priroden. Znači ima dovedeno, zatečeno i prirodeno 3 sina. Taj sin što mu je bio od muža u Preševo, on je zaginaja na dan kad se oslobodila Makedonija. I baba mi je zimala nekoj paričan nadomesto za njegovu smrt i nikad ne ga je prežalila i u crnu maramu je umrela. On je poginaje u 21 godinu, Blagoja Georgijevski se vika. To je bilo makedonsko semejstvo koje je živelo u Preševo. Interesan jedan slučaj što, ne je lošo da ga spomnu, da ljudi malko se osvestiv i da pomisliv malko na dobrotu, koliko je malo u toj vreme čovečka dobrota. Moj dedo, Trajko Vrđija, koji ne je bija tatko na toj dete, na babu mi od prv brak, a koje je živelo u Preševu i povremeno dovađalo da si go vidi majku. Zato što
тие људи таму у Прешево не су имале други деца, само еднога сина и он умреа, биле многу богати влачари по занат. И свекрваво го замолила бабу ми, рекнала, само тој око га имам, ти иди одади се, а остави ми га njega, у свако доба он ќе може да дојде куде тебе да те види, а и ти ќе може да дојдеш. И пошто он често довеѓае мајку да си го види пешки од Прешево, дедо ми, Трајко Врџија, отиде кришом и му купи точак. И кад дошија дома, баба ми како корени од Врање тамо, скржава да речу, почала да се кара с njega, дури на големо, зашто му купија точак. И дедо ми рекнае, добро, ма не ли те жал по снег, по кишу да доваѓа мајку да види пешки да доваѓа од Прешево, за тој сам му купија точак. Што нели малко и трогателно, да некој кој не е татко на дете, толку се секира за njega. Ќе се вратиме па на твоја мајка, кажи ми, куде сте учили основна школа? Јас сам учила 4 години у Вукараџиќ, меѓутим, затоа што таму имало од 5 до 8 имало српски паралелке, на македонски језик не е имало, и поради тој моје оделење отиде да учи у Кочорацин, а мајка ми мене ме премести у 11. октомври, так беше ново школо, уредено, чудо за нас беше, училнице, чешма, вода. И не због тој, мајка ми ме премести поради близину. Кочорацин е у центар, а 11. октомври ми е било многу поблиско. Да. Која ти била учителка? Прво ми е бие учител Методија Гулински, па за време земјотрес дојде Радмила Тодоровска, која е била супруга на Кумановца, од семејство Тодоровски. Да. Пошто га памтиш тие период кога си бил основна школа, учителки су били од тој време закон. Деца су морале да слушат и да учат и да бидат добри људи. Па памтуга по најубави спомени, пошто сам била одлична ученичка и сам увек пишувала добро. Сеќам се на еден момент, искочимо како деца надвора, има смо задачу да напишемо састав у 3 или 4 оделење за моју татковину, нешто беше. И ја цело време си игра надвор и закасни на час и ништо не беше напишала. Ама учителка, не знам, веруеше ми дека убаво пишую и увек ме дигна да прочитам. И у тој момент почиња час, она ме диза да прочитам и ја, кога ја ги читам, само кажа, татковино, ја многу те сакам. И она, браво, седи доле. А ја тој го измисли, немаше ga напишано, пошто немаше време да ga напишу. И после многу години, значи ја у Скопје се сретнам у градски сообраќај и ја го препознав и го се представи и она кад ме виде на име не се сеќа, више у године, само ми рече, знам дека ти студираш книжевност. Да. Викам, учителке, не студирам за жал книжевност. А ја мислу дека ти си дека студираш книжевност. После идеш у средња школа, веројатно у гимназија? После осмолетку, моја најголема љубов е била уметност, значи сви врсти уметности, математику не сам го сакала, природни науки никако. У гимназију имам исто добри спомени, била сам јазичен смер, биле смо многу силна генерација, биле смо само 2 паралелке јазичен смер, 4-то 5 и 4-то 6, оној су биле све математички смер, па многу доктори искочива, Мето Казак, еден у друг клас учеше овој на рентген работеше доктор, сега е у пензију. Многу доктори, некој се иселива, отидева у Скопје, некој се испоженива у други градови, тако и да силна генерација смо биле. Али так не смо биле сви одлични, мало е само еден или двојица у класа одлични. Борија си се за тројку, за четворку, а и тоа е било силно знање. Кој ви бија класан? Класан ми е бија прво Даштевски, а после Жарко Димитриевиќ, прекрасан човек, с кога до скоро кад се сретнемо, увек ми буди најубави успомене. Да, он имаше на време автошколу Жар Дим. Да. Да, негов син Горан Димитриевиќ, кошаркар.
Гимназија на некој начин у тој време е била авангарда на образование у Куманово и таму се биле све квалитетни кадри и веројатно и на тебе ти е помогнала гимназија да после идеш напред у восточно образование. Општу културу смо добивале многу широку, знање исто. Значи, да добиеш тројку треба да знаеш за петку, можда и повише. Еден или двојца су биле одлични. Јас сам бранила тему по македонски јазик каде Игњата, Благо Игњатовски, многу строг професор, и тој не сам ја сакала, него он дојде до мене и ми рече ке пишуеш тему за Блаже Коневски, а на моју најверну другачку и многу сакану, која сак моментално е у Австралију каде сина, поздравljam го, Десанка Ѓаковска, на њума ву даде за Никола Јонков Вапцаров, и јас с љубов го пишува моју матурску тему, иако нели и претходно кажа дека книжевност ми е легала, многу сам читала, дури превише. И како дете ми е било желја да работам у трафику за да можу сви новини да ги прочитам, или у библиотеку да ги прочитам сви книги, за да не морам да иду да враќам, него да сам таму и нон-стоп да читам, да не си иду дома. Била сам фанатик у читање, значи тој можда нешто генетски од мој мајку сам наследила, она исто многу читала. Гимназија е била авангарда, имало е критериуми, имало е стандарди за знање. Сеќам се латински доби еден пут тројку на писмено и по некој случај дојде време да работу с Бориса Аврамовскога и да бидем у исту канцеларiju професора и никад не ми веруеше дека јас можу да изработу писмено за тројку, све мислија дека не знам за толко и ме прашуе, доваѓа до мене и ми вика, кажи ми од кого препиша. Ја многу се увреди, викам, професоре, па не сам препишала. Не препишала си од Методија Димковски, пред мене седеше, он беше најодличен и тој у први или други клас. Бие супер ученик, значи над просек, одскокнуваја од свите. И после кад работе смо заедно с професора Аврамовскога, викаше ми, ти си, Марче, многу писмена. Па да, викам, затоа што све не ми веруесте дека јас знам. Да. Кажи ми, ево да спомнемо некои луѓе кои с тебе се учили у гимназија. Кажи само Мето Казак. Да, он е бил математички смер. Да, а с тебе кои се учили директно? Мето Казак, презимиња некои не ги знам, Јадранка Дејанов у математички смер, Лилјана Ристич, Драгица Божиновска, Ѓоко Бајловски, учител, исто е моја генерација. Па имало е пуно од клас мој, Билјана Лазаревска, Гордана, сега Органџиева, мислу дека е како мужена, а најверна другачка ми е била Десанка, од тога Пешевска, сега Ѓаковска, Лилјана Јовановска, мајка на премиера, исто ми е била другачка, една изваредна особа, како карактер. Лилјана Николовска, жена на Шодера, биле смо другачке, па една Светлана Мизлеуслиќ, имаше многу деца на војни лица, Мирјана Мојаш ја учила с мене, една Здравка исто ја учила с мене. А ќе го забравам моју исто многу ценету и сакану Силву Арсовску, професорка по енглески у гимназију. Посебно некоju позитивну енергiju има смо меѓу себе, пошто смо родени у исти дан. И има смо некои слични афинитети, само за разлику од њума, она знаеше одлично енглески, а ја многу послабо. Али има смо заеднички желја за уметност, она црташе многу убаво, а еве да не биду скромна, па и ја. Да, тога предаваја Кукац по физика, имало други професори. И Чевла. Чевла, да. Да. И по физичко Свето Авраам, Гоце Здравковски, да не ги кажуемо. Значи, еден убав критериум за образование била гимназија. Али исто да кажемо дека ви сте Маријана, како девојче, овој не е сега некоја куртуазија, отскокнувале с вашу лепоту. Молим ве за тој да не зборимо. Не, млади сви су убави. Сакала би да го спомну и моју другачку од малу,
ali ona je bila na ulicu 11. oktobri, s koju mnogo sam družila i go pozdravljam, ona je u Germaniju. Ako ima priliku da go gleda ovu emisiju, praćam vo milion pozdravi, Dragica Rusevska, sestrana našega olimpijca Aceta Rusevskoga. Da. Išli smo zajedno na more sami, od 16 godine smo išli na more, ja i ona sami. Kaži mi, smo mnogo igranku u Domjana. Da. Paralelno je malo igranki na drugim mjesta i u Bikavu Požarne malo igranka, a i malo igranki u Sokolanu i ti si verovatno išla i na tije работи. Pa, za Požarnu bila sam dete, ne sam išla u Požarnu na igranke, ali išla sam na igranke u Sokolanu. Bile su mnogo ubavi, imalo je mnogo ubavi devojke, mnogo ubavi dečkovci, preubavi, kulturni, vaspitani, igrale smo tango, igrale smo valcer, rock'n'roll, pa nekad i, sramota da kažem, i stiskavac smo igrale, pa nekad je bilo i dame biraju, pa jedva čekaš da biraš nekoga što ti se sviđa, ne li ti je simpatija i tako je. Da, tu su pa naljevikavi mnogo ljubavni vrske. Mnogo, da. Mnogo su se zapoznale, pa i brakovi posle se isključuju. Da. I malo je puno majstori za igranje u to vreme i za tango, stupnuvali su neki, što bi kao dečki, i Sokolana je bila dušana grad. Da. I to nikad ne može da se zabravi. Nikad. Sokolana je bila nešto isto i za mene. Najljubavi spomeni što gi nosu u srce su od Sokolanu i Sokolanski park. Da. Kaži mi, сега за вашу мајку, еве ќе продолжиме да збориме, ќе ги листаме овие слики, ви имате пуно убави и пишени документи и фотографии, па ја би сакаја да почнеме еве од некои слики, а ви ќе ги коментирате. Овај фотографија е направена, пишуе тамо 49-ту годину, мислу дека е, па прво би сакала да кажу дека театар у Куманово е формиран 1948 годину е формиран и су работале обично људи, љубители на театарску уметност, а не су биле школовани за тој, тога не е имало, нели, школа за театар. Овој на слику е познат кумановац и кумановци ке се сетив и драго ми е, радују се што га спомнују. Тоа е Петар Тасевски, викан Зупче. Туја на тој слику е куде у улогу на познат лик од Коштану Митке. И тој слику он го е подпишаја и поклонија на моју мајку. Да. Да, Коштана е била култна представа во тоа време. Сакала би на тој да се надоврзу да кажу како е моја мајка дошла у Куманово. Пошто она не е родена Кумановка, она е родена у Криву Паланку, 5-6 години живела и после у Скопје. По завршување на средњу театарску школу, што кажасте пред малко сиромаштија едно друго, плюс тој домско дете, после фактички улично дете, куде другачко е живела, Андријану, покасно Фунтек се викала, и она е учила средњу театарску школу, у Маđар Мало, и она се запослуе у Драмски детско-младински театар. А овие други њоњи колеги идев у Народен театар. Она се е запослила тамо, пошто била е дете без родители, упутена сама на себе. Меѓутим, запослуе се оваму у куклен театар. Много е тешко да се работи у куклен театар, мајка ми е кажувала, а исто ми е кажуваја и ќе го спомну и ќе го поздраву, ќе искористу прилику да го поздраву, затоа што многу информации он ми е даја. Методија Петровски звани Тоде Тошо, кој у време кад ја мајка ми учила средњу глумачку школу, Методија е учија балетску. Тој е бил у едну зграду по смерови. Музички смер, балет, театар. И мајка ми га е тамо njega запознала. Он ја учија, нели, балетску школу и он е енциклопедија за Куманово, а и за театар, би кажала. Знае ги сви глумци у Скопје, у Куманово, па можда и у целу Македонiju. И он ми е кажуваја дека мајка ми е работала у куклен театар и дека е многу тешко,
A i majka mi je kažuvala, ali ne je sakala mnogo da se seća na toj vreme, pošto je to za njuma bilo mnogo tužno vreme. Bila je bezdomna, ne imala prebivalište, živela kude drugačku, bila primorana da se zaposli u taj kuklen teatar za da dojde neli do parče lep što vikav. I posle toj, ona jedno leto, 50. ili 51. godinu, otiduje u Krivu Palanku u manastir, otiduje na odmor, ide da go vidi majkovo tamo i se srećava sa Petar Tasevski Zupče i Đoko Nikolovski, poznat Adžitrajko. Mislim deka i nezamenljiv Adžitrajko, roden Adžitrajko, go zapoznavav i go nagovarav da dojde u Kumanovo da raboti, deka ima teatar i deka ima potreba od mladih glumci, a ona imala 19 godine. I ona takoj dojde u Kumanovo i se vraboti u teatar i tija nekoj slike, eve tu ja ima, kude ona na 19 godine igra u pokondirenu... Evo. To je site moji drugari, taj golema jedna slika, odnosno da ne, evo go. Da. Evo da pokažemo ovu sliku. Da, desno. Igrala je Femu u pokondirenu tikvu od Jovan Sterija Popović. Bi sakala da go spomnu i artistku do njuma, glumicu, Micu Gombar, Mužena Gombar, inače isto od gradsko semejstvo, stari Kumanovci, koja i posle igrala u teatar. Ovo je od star bivši teatar, kad se je navađaja kude komercijalnu banku KIP, što bi vikav. Tu je bio star teatar. Kude pozadnje Kristal negde je bilo. Da, između Kristal i banku. Tu je bio star teatar. Evo na nekoj način vaša majka, iako je malo težak život, borila se... Mnogo je bila energična i borbena, da. A evo svega ovdje kad pišuje 53. godina Veseli drugari, Kumanovski teatar. Da, i tu je isto jedna sliku. Teatar u Kumanovu u to vrijeme je bio mnogo posjeten od mladih ljudi. Mnogo, da. Ljudi dovođali su mladi, imali su jedno golemo zadovoljstvo. Da. Sakam da spomnu deka u taj teatar bivši igrala jedna žena koja se je vikala Ana Tokova od Egesku Makedoniju, koja posle se iselila u Avstraliju, isto kako entuzijasta, kako ljubitelj na teatar i su bile drugačke sa majkom, mi i Mica Gombar, Ana Tokova i majka mi. Interesantno, majka mi dovađa 52. godinu u Kumanovski teatar, a 54. godinu ona, kad ga videla tatka mi, toliko se zaljubila na prv pogled i reknala ili on ili nikoj i se muži za njega, međutim on kako Balkanac, kako Kumanovac sa stija svi maniri i svaćanja, vu zabrani više da igra. To je bilo 54. godinu i ona dade otkaz na rabotu i posle nekoliko meseci i teatar se zatvori, tako da jedno 5-6 godine ne imalo Kumanovo teatar i 61. godinu se otvara ponovo teatar. Ove su ga vikale do 54. bivši teatar, Kumanovski bivši teatar, a od 61. se formira nov teatar i u početak majka mi ne je rabotala, dovađale Petar Tasevski, Đoko Nikolovski i neki drugi ubedovali ga tatka mi da mu dozvoli da igra, da se vraboti, tako da malko popuštija i dozvolija da igra i da se bavi sa svoju profesiju. Pa ću pokažemo vašu majku. Da, bilo je isključitelno, da, bila je mnogo kreativna, ubava da kažu, ne deka mi je majka, ma eve slika kažu je sve. Da. Što ste najviše naučili od vašu majku, eve, pokraj tatka, koji za žal mlate počinaje, međutim, na nekoj način inspiracija bi bila majka sve što je rabotala?
Морам да кажу дека ме научила на енергичност, на борбеност, али ни приближно не сум како њума. Јас сум сасвим друга природа. Јас сум многу мека, а она е била неустрашива. Она е работала и мушки и женски работе. Она никад не е работала земљу, не е била у село, не е знала што е. Меѓутим, за љубов на татка ми кад купи едно имање, еве сега што е Кафана Аркус ресторант горе, тоа е направено... Над Лимарска фабрика. Да, тоа е направено дел на наш имот. Тоа е бија наш имот тамо. Смо провели еден многу убав живот. Имале смо воштарни, клоизе, све, татко ми 2 собе е направија. Мајка ми све е научила да работи. Она е дошла од улица у тој куќу, меѓутим, најверојатно што она како дете не е осетила љубов, а има една позната изрека од познат хрватски психолог, педагог Анте Вукасовиќ. Оној кој у детство не осетија љубов, не знае нити да дава, нити да прима. Моја мајка у тој поглед, вајда жеljна за љубов, жеljна за пофалбу, за убав збор, стално имала потребу да се докажуе. И она е научила у тој куќу, домаќинску, староградску, каде се оддала, у почеток него сакале. Замисли на Трајка Варџију, син Земаја глумицу. Тога се мислило дека глумица е некоја расипана жена, некоја со лоши епитети су се изразувале за глумице. Она е научила све, да везе, да плете, да меси, да готви, да чисти, ама све. И тој не е дозволувала некој друг тој да го работи, све она сама. Земју да работи за љубов на татка ми, да сади, да копа. Значи, била е с исклучителну енергiju. Тоа е чудо природе било. Оно у 80 години се качуеше на дрво. И ми деца го зафркава, вика, го Тарзан. Од едно дрво гранка се откачи, она со 100 гранка отиде на друго дрво. Али пак се вратимо, на 80 години е била и у представа, еве, ова се да кажуе. Да. Тоа е задни пут кад ја застанала на тие даски што живот значив. Која представа е била ова? Тоа е било Коштана, Коштану го играла Силви Бенд. Певачица од Силви Бенд, иначе и она се вика Силви. Така е. Али ми кумановци ден денеска се гордееме на нашу незаборавну представу чувена Ленче Кумановче. Некако традиција и корен на Куманово свега кажува преко Ленче Кумановче. Таа представа остана култна за многу генерации. Па ја, да ви кажу искрено, како дете, пошто сам израснала у театар, за тие кулисе, у гримиорну, чекала сам го, гледала сам представе по 10 пут можда. Многу други представе повише су ми оставиле некој драмски утисак, да речемо. Она играла у Стујардесе, Мирандолина, Дождовите на професорот Ное, Поп Киро и Поп Спиро, Ден за одмор, да не ги набрајам, многу ги има, еви имам фотографија од све тој. Ленче Кумановче е популарна и народ многу го сака, затоа што е тој нешто наше битово, наше што ga сви носимо у срце, што ga сви носимо од наше раѓање. И поради тој нема кој остане равнодушан на тој представу и најголема популарност е на исто тој представу. Представа е режирана од Драголюб Димовски, кој е бија, да кажу, експерт за театар. Тоа е Драги Шетко. Драги Шетко, да. Чувени Драги Шетко. Чувени Драги Шетко. За негово време, док е бија директор у театар, театар ја цветаја. Јас се сеќам, мајка ми имала по 3 представе дневно детски за школе и вечерњу представу. Такој да некад ја довеѓала у 10 дома. А за време на паузе е све плела и везла. Било ли во е тешко или све тоа работала со спун Никад не е елан? рекнала дека во е тешко и кад го викава задни пут да игра у Коштану, толку е била среќна да просто оздраве. Ама како да е млада на 50 години, релативно млада мислу, мада таки имала приближно 80 години. С такву љубов ја ишла, толку многу е сакала, она тој да е у њума носила. Ми овде ќе имamo некои слики, ќе покажемо во кој.
Pa to je ona i mi kad smo bile deca, ovo je mnogo mali, sa mojega pokojnoga brata, ja mnogo redko gi gledam tija slike, pošto smrt na mojega brata, to je otvorena rana u moje srce koja će zarasne samo, nema da zarasne i kad će zatvoru oči. I zato je redko gi gledam i ne se podsjećam. Evo to su bile tije predstave. Da, pa tu su igrale, evo pa će go spomnu, Mirjana Bocevska, Sime pokojan, počinat mnogo mlad na 26 godine, Ljiljana Georgijevska, poznata glumica ne samo u Kumanovo, nego i u celu Makedoniju. Ona je prva koja se je ohrabrila da igra s goli grudi na scenu, što je na vistina avangardno i mnogo napredno za toj vreme. Izvaredna glumica i lepotica. Verovatno i vi ste kako srednjoškolka išle tamo u teatar, pomenuvali ste ga pogoljim delom dana. Da, sve sam go čekala majku mi od predstave. Pošto to je na vas isto bilo mnogo interesantno. Evo ova donja slika. To su po turneje kad su išle, tu je Vojka Davidovska, Verče na jedno vreme isto beše u teatar, Boro Veličkovski, tu ga ima isto na sliku. To je mislu deka Arsenik i Stari Tanteli predstava. I ono što je interesantno, od Sabaje do Večeri teatar Rebotaje, što vi kao turbo. Da, turbo, to je ne i malo igla kude da padne. Toliko narod je sa kaja da ide u teatar. Milojka Kovačević isto imala izvarednu ulogu Vujkovanja. Mi se čini Vujkovanja sam go gledala samo zbog njuma. Ona go igraše Elenu. Imaš evidenciju koliko otprilike predstavi imala majka ti? Mnogo. Evo, fotografija tu je sa Saco Đorčev, posebno mi je draga, pošto u mnogo predstave su igrale partneri, a Aco Đorčev je poznat makedonski artist, bard na makedonski teatar, legenda možda kažu, izvanredan artist, talentiran. Od njega je mogalo mnogo da se nauči, ne samo od dramsku umetnost i kako čovek, izvanredan. Evo pa tu je Mirjana Bocevska, Ljiljana Georgijevska, Sime. Znači to je bila taj postava negde 60. i rani 70. godine. Evo ovo je dokaz deka teatar je Rebotaja mnogo uloga. Da, mnogo. Decki, davali su izvanredni predstave decki, ovdeka majka mi je na sliku Vešticu igrala, Vešterka, u Kekeci Mojica, pa Hajdi su spremale, mnogo detski predstave, fantastični. Davale su gi isto i u nedelju u 10 sat, za svi škole, po 3 predstave dnevno su imale. Majku njegu naslediste vi, idete u obrazovanje. Pa da vi kažu... Da li ste razmišljali nekad da i vi da bijete po stapke na majku ili... Zabravi da gi spomnu Kolozovi, koji su ni bili bliski, da, Šenka i Đorđe Kolozov, mnogo bliski, dok su bili u Kumanovski teatar. Bile smo i domašni prijatelji, išle smo kude njima dovađale su. I Đorđe Kolozov, ja tada beše 18 godine, 19, Đorđe Kolozov stalno go ubeduješe majku mi i vikaše daj gu ćerku ti na akademiju, samo da go vidiv će go primiv, treba gi mlad kadar. Međutim, možda potajno daleko u srce sam sakala, međutim, ne sam smela da kažu od tatka mi, pa, mada nikad ne karaja ni tepaja, bio je strog tatko, ali to je sve nešto viselo u vazduh. Kako domaćin na kuću moraš da ga poštuješ. Daleko u srce možda sam i sakala. Evo sak, ako dozvolite, će kažu jednu anegdotu što je bilo karakteristično za toj vreme. Što mi se je desilo sa mojega tatka, što sada je nezamislivo na mladi da im se desi. Jedno leto, ja beše tinejdžerka, negde 13 godine, 14, iz Čupagi veđe, tanki kako konac. I tatko mi ne je s nas mnogo razgovaraja, niti ne zagledovaja, stalno je bija na teren, pošto je rabotaja u montažu. I toj popladne stana od spanja me zagledade kad sam gi čupala veđe i dojde do meni i mi reče, zašto si bričila veđe? I ja vikam, ne sam gi bričila čupagi. A on mi vika, a bričano, a čupano prase isto je. Odmah da vratiš veđe. Lele, za ono odmah ja ne znam što ke pravo, kako odmah da gi vratu. Ja pomisli da kao odmah, to i moment treba da gi vratu veđe. I ja zemu crtagi s kreon od majku mi zema, ne biva, poznava se, zema svetlu harti u kafenu lepi, ne, strašno nešto ke primeti. I večer kad si legnamo, ja spiješe s babu mi,
Цел ноќ не мога да заспiju, како веќе одма да врату. И баба ми примети и ми вика, доста се вртиш натам-навам, што те мучи? Знам ја што е, завеќе е, вика. Па татко ти не мисли одма да вратиш, он знае дека веќе не можев одма да се вратив, треба да пораснев. Ајде спи, вика, не се сикире. И ја тага малко ми олакна, истин, полак пораснавам, ја ма гледам, подзагледуеше ме. А после ја паси ги шчупа, ама почна по едно влакно, не толку тънко како конац да ме кара в дома. Добро, еве, да го покажеме оваа книга 61-71, ово е со театар некои. Да, све, дешавки значи сви што су биле представе од 61 до 71, ту е аналогно дадено од почеток до една хронологија на представе кои су се играле у Кумановски театар од 61 до 71 година. И сви глумци што су работале тамо. Да. А и тој би сакала да кажу дека Ристо Стефановски, што издаја 2 книги за театар у Македонија, многу архивски материјал ја користи од моју мајку. Много, и човек ги е и вратија. Еве и туја имам и плакати од некои представи, од 60-ти години ги чувамо. Еве ќе покажеме. Мајка ми ги е Еве чувала. го интервју што го спомнавamo с Драгита Шетка, легенда. Да, Драголюб Димовски. Еве го овој. Шетко едно време работеше у КТЛ како соработник. Да. Многу интересантен човек е. Многу начитан, многу авторитарен господин. Да. Еве овој дека. Еве доле пишуе и колку паре. Да, све. Ово е од 66-ту годину, Глувчева патека. Еве го цена доле. Глумци исто. И ги закачуе сва кудетинек што е у тој како тунелче, и туе увек имаше известие што се игра, кој доваѓа, кој гостуе. Еве корак до јесени. А тоа е у Јоаким Вујич у Лесковац на игрите. Да. Еве Момир Христовски и мајка ми у представу Чекор до есента. И после има рецензија, критика. Еве ги овие други. Кад смо веќе Мандрагола. Мома без мирас. Да. Куманов е живеал за театарски представи и тоа е факт. Да. Сега, за вас, ви улазате у образование. Да. И на некој начин тој ќе ви биде више животна определба. Тој би на некој начин беше ваш пут дале у живот и кај јас сте исти што не сте легнале у глуму или прифатисте го реално? Па не се кају. Ја прво сам студирала 2 години архитектуру и можу да кажу, што зборимо претходно, дека Кумановска гимназија имала многу висок рейтинг и ја давала изванредни резултати. Работале су професори исклучителни, дури некои од нима су имали по 2 факултета. Јас сам слаб математичар била, кад се запиша на архитектуру, јас се запиша поради тој што сам имала голему желју за ликовна уметност. А тој годину не беше отворена ликовна академија и ја полага приемни испит на архитектуру. Од 68 кандидати што бемо, имаше многу од Јужну Србија, од Косово што полагава, студира сватуја, само 6 положимо, меѓу нима и јас састои моју слабу математику. Јас стварно доби 6, али значи тај моја тројка или двојка е била валидна. Могала е свугде да пројде. И ја положи приемни и студира 2 години. Меѓутим, баш тога се деси тај наша семена трагедија голема и мајка ми и баба ми останава сами дома и ја поради нима се отпиша и се запиша на филозофски факултет, кој го заврши за рекордни 4 години редовно. По завршување вработа се у Христијан Карпуш школу, таму работа, после работа у Толис Ордумис и после у тогашен завод за школство или биро за развојно, покасно бидна 98 годину, биро за развојно образование. Водила сам многу сектори, како почетник сам била референт за стручно усовршавање на наставан кадар, после 10 години бидна советник за образование на возрастни, што посебно ми лежеше андрагогија и тој ми е највисока оцена у индекс, обожаваше го андрагогију.
И после тој, свака власт како дојде нешто промене од мене ги почињаше, па ме вратива да девам и оделенску наставу, па после па ме вратива у средњо стручно, па после па ме вратива у оделенску наставу, тако и да не може да кажу дека сум стручњак за нешто, него сум за све и свашта, пошто сум на многу проблеми работала, а тој све треба да го учиш, треба да држиш обуке. Благодарение на андрагогiju, прошетала сам целу Европу, учествувала сам с мои излагања у Грчку, у Турску, у Грчку на Аристотел универзитет, у Маđarsku исто, у Холандiju сам била, тако и да многу убав живот си, да речу најубави години ми бева док водеше образование на возрастни. Ево да објасним на наши гледачи по-конкретно, пуно не разбирав, што е андрагогија. Па видите, андро на грчки значи човек, гогија тој значи води, човек да се води. Тоа е образование на возрастни. Туја спадав како подгранке, да речу, не су ни подгранке, него делови некои или насоке. Тоа е преквалификација, доквалификација, образование, многу луѓе имав, да речемо, немав оформено формално образование. И основно, tu ispada i obrazovanje na возрастни, основно образование на неписмени. До образование, нели, овај модерна технологија, овој ново време донесе нови занимања, за да се ублажи невработеност, отварав се нови, нели, курсеви, школе. Било ли тешко да се работи у тоа време у образование? Кога правимо разлику денеска и тоа време, има разлика? Па, можу да кажу дека тога е било, не сам, да речете, некоја носталгична или фалу сега тој време, многу се е работало. По целу неделю смо биле на терен и свак понеделник, рано сабајле, у 8 саат, смо имале стручан колегиум и пред директора на Биро за развој, педагошки завод прво, смо давале, свак од нас реферира што е сработаја, што е останало несработено и што ќе се сработи, да речем, у друго полугодие. И после на крај на учебну годину поново имамо, овие стручни колегиуми смо имале свак понеделник. Сваки морае од нас да реферира што е сработаја, што е заклучија, заклучни мерки да даде, па после се иде у школу да се провери дали тие заклучни мерки се спроведујат, тако и да се работало по-системно, по-перманентно, не тако е адхок, ајде овој проект, ајде јутре, не знам, некој друг проект по школе и тако да речу. И так не смо работале за паре, работале смо за плату, а сега свак проект што улезе, тие што ќе биде вносители, кои се обично дава по врску. Сви тражи паре. Ама не, и се дава по врску, не, или по политички, по политичку линiju. И некој ќе, рецимо, ќе добие 10 школе да ги води и ќе земе по 2-3 евра, а некој ќе добие едну школу и ќе земе едну дневницу или 3000 или 2000 денара. Тако и да све се измеша нешто. А и с деца е било многу полако да се работи. Тега со млади генерација некако биле, како да кажу термин, попридавливи, попослушни со биле деца. Па, види, ќе ви кажу еден банален пример, еве, лично од моје искуство док сам била у просвету и после што сам видела. Док сам ја била у просвету, ќе го замолиш дете да иде да донесе дневник, оно е почествовано што си му се обратија и што му даваш задачу да иде да донесе дневник или кредо. Радуе се, среќено е. А после, едно време, кад сам ишла на часови или нешто, ќе замоли некој наставник, некој дете нешто, дете ќе каже, па ја ли сега на наставника. Тако и да, тој поштовање, они сви ga критикуев тој авторитарно, да речемо, авторитаран начин на водење на наставу. Видите, мора да има црвена линија докуде е ученик, докуде е наставник. Не сам за авторитарност, али мора да има црвена линија на однесување и на дете и на наставника. Учителка не може да биде мајка на дете, никад. Она е учителка и само учителка треба да биде. Али како да го поправиме од тези сегменти, например,
Да му прост пример, дете не иде у школу, дојде татко, мајка, оправдав ga, уморан бија, играе компјутер цел ноќ и дете не иде у школу, не вежбав на физичко образование, пуно деца. На некој начин, малку са, како да кажем, на Кумановски полабавени работи у тој смисъл. Види, тоа е еден мултидисциплинарен проблем. Тој не е само проблем на просвету. Тоа е и социолошки, и психолошки. Тоа е проблем на ново време. Не само куде нас, тоа е у цел свет. У цел свет и туја лек мислу дека нема. Најважно е родител да знае да успостави ред од почеток, колку дете може на телефон да игра игрице, колку може да проводи пред ТВ. Видите дека и цртани јунаци од цртани филмови се изменива. Сега су све некои страшила, некои агресивни, кои делуев на адреналин на дете, кој ga плашив. Затоа све повише имамо плашливи деца, интровертни, тешко се социализира. Фактички све тој си прави тој ново време, тие некои нови цртани филмови замислени. Све су с некои страшни ликови, не су Том и Джери, како, или да речемо Калимеро, или некои што смо... Пинк Пантер. Да, Пинк Пантер, кои покрај тој што су били интересни за деца, имав и своју поенту, своју поуку, цел зашто се давав. И што им е цел куде дете, што да предизвика, да му развие машту. А ово е само овие сега модерни цртани филмови, ја гледам што гледав деца, тој су пуни с насилје, пуни с агресију, такој да деца од мали се суочуе с нешто што не е хумано. Делуе на негову психу, внатрешност, тој су ипак деца кои јоште су неоформени. Еве, дешава се и пример, млади генерација денеска реално се многу послабо дружи и тоа исто е еден голем проблем, а исто е и проблем беќари девојка седне во кафич, да каже што вика Кумановци, 2-3 реча не размени само на телефон, стане, отиде си и... Па ќе кажу дека тој не е проблем само на дечка и девојку, тој е проблем више и у фамилију. И домаќе васпитање. Тој е и у фамилију, више не се разговара, сваки има своју собу. Едно време ваши предци, кад смо биле комшије, сви су живели у едну собу. По 5-6 деца, 7-8, 9 деца, сега малку отиде далеко, али у тој време кад сам ја живела по 2 деца или 3 или 4, сви у едну собу смо живеле, биле смо упутени едни на други. А сега можеш да чукнеш куде дете кад идеш, не смееш да му кажеш да престане, оно ќе ти се обрне, ќе дојде до кавго, може и до физички обрачун. Пред некој ден чу интересно нешто, ми кажа еден познаник, вика, работу у викендицу, а до мене работи еден друг човек, а син му спие. И ја му викам, па не се мучи сам, разбуди ga сина ти. Па не смем да ga разбуду, или ке ме тепа, или паре ке тражи. Сега, тој незамисливо било. Да се вратимо тоа убаво време, ти кад си била на Корзо. Корзо е било магнет за млади генерации у ваше време. Шетало се, ке си зеде по некој колач, али срце е било пуно. Еве, сеќам се на едну сладкарницу да го спомну, верую дека ќе се сетив многу Кумановци, Бенквик. Таа е била на Моша пијаде. Не знам, ви сте многу млад, не се сеќате, али ваши тетке сигурно се сеќав. И ваша мајка. Бенквик, многу смо ишли у тој сладкарницу Бенквик и од часови кад бегамо цел клас, ми девојчиња отидемо у Бенквик и зедемо некоју тулумбу или баклаву. Корзо е било за нас, да речу, прозор у свет. Сви доживљаи, све нешто убаво, симпатije, ќе се шетамо, ќе вртимо кругови, ќе вртимо, значи за здравје е било добро, нон-стоп, до Стару пошту, па назад ќе се вратимо до рекламу, па ако не ето и симпатија, ќе продужимо и малко нагоре, надзадче куде Крстем и Сирков, па поново ќе се вратимо, свак си тражи некога да види. Обично е било те такој, па некој ако сака да се удвара, ќе рече, може ли с вас да се прошетам?
Ако сакаш ке кажеш да, ако неќеш ке речеш немамо време, ке си идемо дома или нешто, да не го увредиш. Увек се е пазило на понашање, не е било агресивно, не е било да се употреблява како сега толку вулгарности, да пуштиш од било кој медiji, пуштиш, па и гледам у театарски представе, еве и на Данови на комедија што е у Куманово фестивал, гледаш многу вулгарности у представе има. Не сам против, ама тој да биде малку завиен у форму, не мора толку бомбастично и толку истинито да се кажуе. Бар за мене сега, за овие нови генерации, можда тоа е нормално. Значи, Корзо е било и задоволство, и радост, и среќа, све. Па прозору свет, све се е тамо дешавало, све дознаеш. Што се десило у Куманово, кој с кога ишија, кој се раскинаја врску, кој пошија с другога, кој на кога му се свиѓа, кој се земале, кој не се земале, кој се оставиле, све смо тамо дознавале. Оваа слика ми некако интересантна, ти ке ни кажеш што е ово. Оваа слика е од задња средба на домски деца од тој дом Марија Луиза за време на бугарско е бија, после 11. октомври, домски деца у Панорама су се сретнале задњи пут. Тоа е било негде дали при крај на 2000-та година, почеток на нов век негде, туј пред да се затвори хотел Панорама у Скопје, и туја еве има још една Кумановка, една господја, туја е на слику с мајко ми, која е исто било у дом, мислу дека е била библиотекарка, а ќерка му е доктор. Се да кажемо, да не заправимо, да споменемо дека имаш и ти фамилију, имаш 2 мушки деца, да. Имаш унуци. Имам. Да ги спомнемо, унуци, еве, вика унуци и унуки се најголемо богатство на свакога човек. Па видите, на мене е сигурно дека су ми најголемо богатство, со оглед на тој што имам комплекс дека сам сама, дека брат ми е почина, тој никад не може да ga прежалу и кажа и пред малко да не се повтарам, пошто немам, најтешки су ми празници, многу малку имам роѓаци, еве ке се пофалу, роѓака ми е Ања Спасовска, што доби 3-ќу награду на светски надпревар по хемију. Браво. Од исти корен потекнуемо. На таткаву дедо и мој дедо су роѓени браќа. Исто тако и Ѓоко Гелевски, чии синови су познат хирург Лале. Да, и Саша е секретар во И Саша исто, сви смо ми изникнале од еден корен. Да. И само они, можда има и некои други подалечни, меѓутим, они су ми овакој, мислу, поблиски, најблиски су ми на Ању Спасовски и после њима Ѓоко Гелевски, негово семејство, сви смо потекнуемо, што викав стари луѓи, од исти чок. Сакам да прашам, можеш ли ни дадеш ти едну дефиниција твоја лично за кумановци и за кумановки? Какви смо ми луѓе, еве? Едни викав дека смо боеми, други викав дека смо овакви, трети онакви. Па видите, сакам да чуј твое мишљење. Со оглед на тој што професија ми е била таква и сам прошла низ целу Македонија, едини град у кој не сам била, тоа е Крушево. Ишла сам на часови у Кавадарци, ишла сам у Штип, ишла сам у тие села Карбинци, Лозово, Крива Паланка, кажа цела Македонија скоро. Можда не на свугде на часови да сам ишла, ама присуствувала сам на одредени обуке, семинари и такој. Меѓутим, можу да кажу дека како нас кумановци нема. Ми смо многу широки људи, многу отворени, многу приступачни, галамџије. Не смо многу фалбаџије. Ратоборни. Ратоборни исто, што мислимо, кажемо, сакамо да си седнемо, да си испиемо кафе, не жалимо паре, сакамо да частимо, колку имамо, ама еве ја ќе плату. Не е важно овој. Меѓутим, овие луѓи с кои сам соработувала од Јужну Македонiju, од Источну, исто, су сасвим друг народ. Они су потихи,
не су они су, да не употребу некој лош збор, не мислу дека су лоши, они су добри домаќини, вредни, трудолюбиви многу, сакав да се експонирав, али на тих начин, такој неприметно. А ми, кумановци, смо си одма, директно, ајде. На прву ми. Имамо ми мешанац, исток, запад, север, југ, све прошло овдека. Све. Предпоследно питање, една твоја лична порука за млади генерација, што би им ти поручила овој прилика? Па, ја лично би им поручила, многу ги сакам млади људи и ги поздравljam мои на работу, Сању Пачкову, Кети Димковску, Киметну Редини, Ченан Рамадани, тој су мои драги колеги кои ја последни години с нима ги проведе, млади, креативни, вредни, способни, поздравljam ги пуно. Сакам да кажу и да ги препоручу да бидев пофлексибилни, повише да читав, повише да учив, да бидев, да не подклекнуев. Човек све преживи у живот. Ја, кад ќе помислам за мене што ми прошло преко главу, па доста ми стои глава, а сега многу лако се откажуев, многу лако клонев с дух, разочарав се. Ако нешто не бива, нека се обидев на нешто друго, повише да се дружив, повише да разговарав и да размишљав за свој приватен живот. Нека ту у живот све е џабе, мора да имаш и пријатели и другара с кога можеш да споделиш, што вика Филошо и Арно, и живот да га делиш. Да, за социолошку тему, вика, неќу вика се жени, вика за тоа што не работу ја или она не работи, и вика да не се мучу, ја вика неќу да праву фамилију, што е катастрофа за едно општество. Па, видите, увек две главе и двојица су посилни од еднога. Кад се има многу људи кои биле сами, осамени, па кад бидев у заедницу постигнев многу. Нели, споделив идеje, желбе, мисли, визију, што, како, зашто, две фамилии од две страни исто се најдев да помогнев. Такој да, ја мислу дека увек све е поубаво у двојица. Да, и да се остави поколение за... Тоа е и наша православна вера. Стари су викале, ту како не се одаде да се тури у веру. Тако е. Нели, тоа е многу значајно, вика не се одаде бар у веру да се тури. Значи, наша православна вера и тој га проповеда дека треба да склопиш брак, да дај Боже кој може да има потомство, али ипак брачна заедница е нешто свето. Не само за нас. Била сам 93 годину у Америку. Свугде на аеродром, кај ќе дадесмо документи, ќе не праша фемили, свите се восхитуев кај ќе кажеш дека си фамилија. Тако е. Другчије гледав на човека кад е фамилијаран, а другчије гледав, па тој е сам. Нели? Што вика кумановци, порно стар беќар. Пората кој ги зафркава со да. Последно питање, кажи ми како ти проваѓа пензионерски денови? Па пензионерски денови не би сакала за тој да збору, само ќе кажу за убави нешта, проваѓав ми читајки, забрави да кажу дека се бавуј со спишување, дека имам објавено некои есеи, поезију, дека 88 годину доби награду за расказ на денови на просветни работници на анонимен конкурс и беше у Охрид, награду ми го уручи. Доби втору награду за тоа што прва не беше доделена. Ја и еден колега од Велес го делесмо, после биднамо колеги кад се фузира, нели, Завод за школство, едно биро за развој, и беше прими го награду, парична награда беше од тогашен министар Бајалџиев. Он ни го уручи награду и имам објавено у Корени, пишувала сам социјалну поезију, есеи за Пиротску малу, тој ми лежи на срце. Чека да ја прашам, треба ли да се размислува се направи едно дело за Пиротску малу? Па може, било би убаво, може би било убаво. Еве, ја имаме да не се пишувано таткова куќа, још док беше жив Димитар Масевски, и стално си га прочитую, толку си уживам кад си га читам, кад си пишую за наш двор, за цвеќе, за велешанке, мезлици, ѓурѓине, сардони, бомбонке,
kad si pišuju za ulicu Ristovac, koji ljudi su živele. Baba mi je imala kazan, pa piroćanci tu su pekle rakiju i baba mi posebno gi ceneše, pošto vika, oni ga izmijev i ga napraviv kako devojka. Kazan mi je kako devojka ureden. Pirotska mala najjaka je u Kumanovo, ili Karap mala je boja, ili Sokolanska. Koga da praša, svak si go brani svoju malu. Svak si go brani, ama Karap mala, u moje vreme su bile malko tepači, poznati po toj, vika, nemoj da se skaraš sa ti od Karap malu. Sokolana je bila poznata po zgodni dečkovci, a naša Mala Gora je bila poznata po zgodni devojke. Tu su bile, Bog da go prosti, Cece Dilindarka, Cece Bojkovska, Svetlana, jedna Elica Stojmanovska. Mnogo gi ima devojčinja koji su bili ubavi. Ankica, vaša tetka je bila ubava, Ole isto je bila. I Jasmina, pa da go spomenemo. Jasmina, nema zbor za Jasminu, ona je bila malko povozrasna od nas. Tako i da Zorica, jedna sestra Volgica, svi su bile ubavi devojčinja Mislova koji naočiti, skromni, krasila ne je skromnost. Tako je. Marijana, sad ti pozborimo, ja mislim da možda zborimo još sad vreme. Mnogo zborimo, ama zborimo. Ali eve, ke zavedemo, deka treba te vikamo još jedan put da zborimo poopšćirno pa za Pirotsku malu i za Korzo. Da ga dopunimo ovaj razgovor. Može, pa dobro, ne znam, eve, podsjetiste me, malko mi rastreperi duša na tija mladeški denovi, detski danovi, pročka, kad ke dojde svi ke se maskiramo, pa ske britarke, ke se crtamo, pregorimo, nemaše toga šminka, pa kolede lede, po kuće smo išle. I tako je, sve je bilo ubavo i mnogo dobri ljudi su živele. Mnogo mi je milo što go spomna Mare Požaljku, ženu Nasrećka Požaljka koja je upropastila svoj privatan život, cel život ostanala sama, a bila je sve utepana u bugarski zatvor, ostanala bez porod zato što se borila u partizani, bila je od 41. godinu partizanka i mnogo stradala u životu. Da, i Kumanovo je grad na mnogo narodnih, na mnogo heroji koji su dali život za državu i to je. Ama to je zato što na prvu ruku Kumanovci odmah, ke se tepamo, li ke se tepamo, povađamo u rat, ke se borimo. Prva puška u Kumanovo. Da, tako je. Hvala vi puno, Marijana, i će se vidimo u drugu priliku, pa ću da produžimo ovaj razgovor. Vi blagodaram što me pokanivte. Toliko za danaska pozdrav od restoran Kumanovo, spa i sve najbolje. Pozdrav na Kumanovci.